Поранешниот премиер Никола Груевски нема веднаш да биде спроведен на двегодишната затворска казна за набавката на луксузниот Мерцедес. Иако пресудата на апелацијскиот суд е правосилна, ќе се чека до 60 дена за да се подготви образложението. Груевски ќе може да се жали ако апелација му дозволи. По добивањето на образложението, Груевски е должен во рок од најмногу 2 недели сам да се јави во судот. По приемот на предметот од апелациониот суд, истиот согласно АКМИ с електронскиот систем за процесуирање на предмети ќе биде распределен на судија за извршување санкции за понатамошно постапување. Груевски има право да се жали до Врховниот суд, само ако обезбеди нови докази. Не сум се консултирал, меѓутоа сите правни ликови ќе се искористат, независно што амбиентот е познат. Имате ли нови докази за правните лекови да ги искористите до Врховниот суд? Како? Нови докази дали имате за правните лекови да ги искористите? Има толку многу докази што нема потреба за никакви нови докази. Станува збор за класичен политички прогон, станува збор за обвинение во кое што ме обвинуваат дека сум влијал да се купи возило со цел покрај другите и јас да сум се возил во него. За набавката на Мерцедесот на Груевски нема да му биде симнат пратеничкиот имунитет, бидејќи во законот за пратеници се наведува дека имунитетот паѓа ако затворската казна е најмалку од 5 години. За процесот Тенк, Груевски гледа како политички прогон. Народниот избраник Груевски нема намера да ги поддржи уставните амандмани. Јас таа одлука искоментирав пред околу 1 месец на пресконференција во парламентот, кога ги кажа сите информации кои што ги бев добил околу политичкиот притисок што судот веќе го имаше добиено неколку дена претходно, инструкциите што беа дадени од ВД председателот на апелација, во кој што таа укажава дека има од повисок фактор силен притисок да се потврди пресудата на првостепениот суд. Не, јас нема да ги поддржам уставните измени. Јас не можам да го изневерам народот. Народот си го каже своето. За поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски апелација делумно ја уважи жалбата на одбраната, со што ја намали затворската казна од 6,5 на 4,5 години затвор.